إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Bi'idhnillahi ta'ala, ke продолжиме со хадисот број 36. Велит авторот Al-Hafiz An-Nawawi рахимахуллах, Al-Hadithu As-Sadisu Wa-Thalathun. Значи хадисот по број 36. А то е عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. Кажуваат посланикот салаллаху алейхи ва селам во овој хадис кој го пренесуваат Абу Хурейра радијаллаху ан, а кој е исто заверен во Сахих Муслим, дека велит посланикот салаллаху алейхи ва селам: оној кој му отстрануваат на еден верник една тешкотија од тешкотите на дуњалокот, Аллах му отстранува на него една тешкотија од тешкотите на јаумул қијама. Значи, оној кој му отстрануваат една тешкотија на еден верник во дуњалокот, наградата за него е да Аллах субхана ва таала му отстрани на него една тешкотија од тешкотите на судниот ден. И ова, како што велит имам Уфајмин рахимахуллах, покажуваат вредноста да го помогнеш еден верник, односно да му отстраниш нему една тешкотија и некој проблем. И наградата е многу поогромна. Зошто? Не се споредуваат тешкотиите дуњалочки со тешкотиите во ахиретот. Така што тешкотиите во ахиретот се многу поогромни и пожестоки, но наградата за оној кој му отстранува на еден муслиман, на еден верник во дуњалокот една тешкотија, Аллах субхана ва таала го наградува него да му отстрани една тешкотија на судниот ден. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. И потоа велит пегамберот салаллаху алейхи ва селам: а оној кој му олеснуваат на еден човек кој е во тешкотија, Аллах субхана ва таала му олеснуваат на него во дуњалокот и во ахиретот. Значи, оној кој му олеснуваат на еден муслиман некоја тешкотија, Аллах му олеснуваат на него во дуњалокот и во ахиретот. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. А оној кој покриват еден муслиман, Аллах го покриват него во дуњалокот и во ахиретот. Значи, оној кој покриват еден муслиман, тој гледа тој муслиман прави некој греф, прави некоја работа и никој не ја знаат освен тој, и тој го покриват него за таа работа и се надева за тоа награда кај Аллах субхана ва таала. Наградата за тоа е да Аллах таала него го покриет во дуњалокот и во ахиретот. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Исто така велит пегамберот салаллаху алейхи ва селам да Аллах субхана ва таала го поддржуваат, го помагат својот роб се додека тој
исто го помагат и го поддржуваат својот брат. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. А оној кој земат еден пат за да научи знање, Allah mu го леснува на него патот за во дженнет. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. И велик пекамберот салаллаху алейхи ва салам, и не се случуваат да еден народ се соберат во една од Аллаховите куќи и тука читаат и учат Аллаховата книга, освен над нив слегуват спокојност. Ги опфаќат спокојност. И ги опфаќат исто Аллаховиот рахмет, Аллаховата милост. И ги окружуваат мелачината. И Аллах субхана ва таала тие луѓе ги спомнуваат кај оние што се кај него. ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه. И вели на крај пекамберот салаллаху алейхи ва салам во овај хадис, оној човек кој ги заостава своите дела, кој заостава своите задачи, нема да му помогнет, нема да му принеси ништо на него, неговото потекло. Значи, оној човек кој ги заостава неговите задачи, неговите верски обавези, на него нема да му принесит неговото потекло, значи од кој тој потекнуват. Како, например, Абу Џахал, Абу Лахаб, тие беа од Курејш, тие беа, значи, од најдобрата корен, потекло. Но, со нивниот куфр, со нивното неверство, нема никаков придонес, поради што се тие од едно угледано, значи, семејство, односно угледан корен. Велит Ибн Дақиқ Ал-Ид, рахимахуллах, во објаснувањето на овај хадис, дека овој хадис е огромен хадис и содржуваат огромни правила и етики, значи морално како да се однесуваат муслиманот. И овој хадис содржуваат вредноста во извршување на потребите на муслиманите и да бидеш во придонес за муслиманите и да ги помагаш муслиманите. Овој хадис токму тоа, значи, ни го покажуваат и не учат вредноста на тие работи. Велит Имам Уфемин, рахимахуллах, во објаснувањето на овој хадис, во врска оној кој му олеснува на еден муслиман една тешкотија. Оној кој му олеснува на еден муслиман тешкотија, Аллах му олеснува нему, значи тешкотиите во дуњалокот што се и во ахиретот. Дали се тие тешкотии во врска со парични тешкотии или други врсти тешкотии? Може би некогаш се поврзани со верата тешкотии. Значи тој е паднат во некои работи, во неизвестности во својата вера и ти го помагаш него, му објаснуваш со знање, исто тоа е за него, значи, олеснување. Велит Шех Уфемин, рахимуллах, ако човекот е во тешкотија и ти знаеш дека е тој во тешкотија, тогаш, како што велит Ибн Раџаб, рахимахуллах, ти си задолжен, значи ваџиб, верски задолжен, да ти него да го чекаш. Например, значи, си му дал назаем пари. Велит Аллах Таала,
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. Ako je toj čovek koji je padnat vo teškotija, togaš, znači, se čeka za nego do olesnuvanje. Znači, go čeka za nego tu da mu olesni situacijata. I velite Allah Ta'ala vo продолжение на ајетот, وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. A vije da mu je dadete za sadaka, znači da mu go ostavite toj borđot za sadaka, to je za vas podobro, ako vi go znate samo to. Znači Allah Ta'ala, ova sa Allahovi zborovi. Znači ova sa Allahovi zborovi, da ti, koga ide čovek kaj tebe so teškotija i padnad je vo teškotiji i imat borč kaj tebe, ti mu go davaš toj borč kako sadaka, ova velite Allah Ta'ala, khairun lakum, ova je podobro za vas. In kuntum ta'lamun, ako znate samo za to. Velit Imam Uthaymin, rahimahullah, no deneska može da kaže, da reči čovek, deka ima mnogo luge koji se izdava teka se vo teškoti, no vo realnost ne se vo nikakvi teškoti. Togaš, velit Imam Uthaymin, rahimahullah, ako ti vistinski preceniš da to zloupotrebува taja situacija, togaš ne, si baraš tvojite prava. I дури ako ima potreba i sudski. Znači го пријавуваш, значи и си ги бараш своите права. Но ти ако прецениш од ситуацијата да тој човек е веродостоен човек и искрен човек и паднаде во тешкоти, тогаш за тебе е подобро да го чекаш или односно најдоброто е во тоа да му го оставиш тој борч за садака, зашто тоа е, како што велите нашиот создател Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. И да го дадете тој борч, значи за садака да му го оставите, тоа е подобро за вас, кога би знаеле вие за тоа. Значи, како што рековме, треба да прецени ситуацијата и да гледаш во врска со тој човек кој што е пред тебе, дали е тој човек кој искрено ти ја кажува својата состојба или е човек кој само покушува да злоупотреби твојата доверба кај него. Значи треба да видиш добро и да прецениш, но ако прецениш вистински да тој е искрен и ти пак настојуваш на тоа, треба да се плашиш тогаш од Allah subhanahu wa ta'ala. Треба да се плашиш од Allah subhanahu wa ta'ala, зашто како што е пренесено во Сахих ал-Бухари и Сахих Муслим од истиот пренесувач, а тој е на сахабиот Ебу Хурейра радијаллаху ан, кој пренесува од пекамберот салаллаху алейхи ва селам, да пекамберот салаллаху алейхи ва селам не известува нас, имаше еден трговец. Имаше еден трговец кој им даваше борч на луѓето. И кога ќе најдеше човек во тешкоти, кога ќе налеташе на човек што е вистински во тешкоти и паднат, им велеше на своите работници, оставите го него, односно ослободете го него. Се надеваме да Allah Ta'ala и нас да не ослободит. И така Allah Джелешану него го ослободи, значи ослободи значи од казната и го награди за тоа значи со џеннет. Го награди за тоа со џеннет. Значи затоа треба човекот ова работа да има во предвид и ова огромна награда. Зашто пекамберот салаллаху алейхи ва салам вели, Allah ќе му олесни на него во дуњалокот и во ахиретот. Значи немој да мислиш дека ти си во загуба во таа ситуација. Никако. Ти ако го направиш тоа дело во име на Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala ќе ти ослободи тебе, ќе ти дај значи и излез и ослободување во животот твој и во дуњалокот, а исто и понатаму во ахиретот. Потоа говорот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا, значи сатараху Аллаху фи дуња вал ахира. Оној кој покрива еден муслиман,
Оно кој покриват еден муслиман, значи го покриват од онаа работа што има направено тој, што таја работа се оценуват неговата чест или неговата угледност. Значи, ако тој му ја покрие таја работа што ја сторил тој, тогаш наградата за него ќе биде да Аллах субханаху ва таала му покрие на него исто работи кои ги направил гревови и излизгувања во дуњалокот и во ахиретот. Во дуњалокот и во ахиретот. Зошто во вистина Аллах субханаху ва таала ги предупредуваат муслиманите од оние луѓе кои сакаат да шират во местото на муслиманите гревовите и лошите работи. Велит Аллах Таala: "Иннал лазина юхиббуна ан таши'a al-фахишату фил лазина аману лахум азабун алимун фи дуња вал ахира." Оние кои посакуваат да се ширит неморалните работи, да се шират во редовите на оние кои веруваат, за нив, за тие што сакаат да ги шират нив тие работи, за нив е спремана жестока казна во дуњалокот и во ахиретот. Во дуњалокот и во ахиретот. Значи жестока казна. Баракаллаху фикум. И исто говоро на пекамберот салаллаху алейхи ва селам дека Аллах субханаху ва таала го помага својот роб, се додека исто кога го помага тој својот брат. Значи тука својот брат значи брат во верата. Не значи само брат со крв, туку исто брат значи брат во верата. И тоа е познато значи кај првите три изворедни генерации, како начело нивно Абу Бекр Сиддик радијаллаху анху, иако беше халифа радијаллаху ан, тој се грижеше за муслиманите и дури во неговата населба во Медина ги молзеше камилите и овците на неговите соседи. Значи сето тоа значи не за пари, не за интерес, не за други дуњалочки работи, туку само и само во име на Аллах субханаху ва таала. Епа ние за да добиеме вакви владари, вакви водичи, на прва линија треба сами да бидеме таке. Значи не можеме да очекуваме ние владари како Абу Бекр Сиддик радијаллаху ан, а самите ние не сме како Алија радијаллаху ан. Значи за да ти да очекуваш, да посакуваш, да пожелуваш владари како Абу Бекр Сиддик радијаллаху ан, треба сам да бидиш значи покорен и сам да бидиш значи оној кој се држи цврсто и врвно на Аллаховата вера, а не само да покажува значи со показалецот кај другите. Значи исто значи подразбираме тука дека колку е вредноста во врска за помагање и поддржување на муслиманот. Значи тоа е од едни од најдобрите дела кои може човекот да ги направи. Значи не е само добро дело намазот, зекатот, хаџот и слични други ибадети. Исто тоа е ибадет, помагање, односно отстранување на тешкотија, олеснување на тешкотија на муслиман, исто е тоа ибадет. Ибадет за кој ќе бидеш награден ти, ако го правиш тоа со искреност заради Аллах субханаху ва таала, не само за интерес и за други работи од дуњалокот. Потоа зборот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам, кој одите еден пат, во пат кој бара знаење, Аллах субханаху ва таала му го олеснува нему патот за џеннет. Зошто? Зошто велит имам Утемин рахимуллах, кога тој бара знаење,
тогаш го обожават Аллах субхана ва таала со тоа знање. И неговото упатство се уцврстуваат. И така е тоа од причињето за влагање во дженнет. За влагање во дженнет. И тука се подразбира, значи, јелтемису фихи илмен, значи барат во тој пат, односно за тој пат знање, значи знање, велите имам Фемин рахимулла, шеријатско знање. Значи тука не се подразбира знање дуњалочко. Значи, например, инженер и други слични дуњалочки професии. Тука е, значи, шеријатското знање. Оно кој бара шеријатско знање, на него му се олеснува патот за дженнет. На него му се олеснува патот, значи, за ел дженне. И велит имам Уфемин, рахимахуллах, дека ел дженне, значи дженнетот, е тоа пристојалиште кое е спремано за богобојазливите, како награда за богобојазливите. Тоа е, значи, спремано што во дженнетот имат око што немат видено, уше што немат слушнато и никогаш немат помислено срце на тие работи, значи да се ги замислил, односно да ги пожелуват за себе си. Значи, затоа, поради што наградата, значи, со дженнет е огромна, така и дженнетот е обкружен со тешкоти. А джехеннемот е обкружен со лесноти, со следење на страстите и на емоциите. Затоа, значи, дженнетот е скапоценет. И затоа велит Хасан ел Басри, рахимахуллах, дека исто душата на верникот е скапоцена. Тој не смее, вистински, значи, верник, што е остроумен, паметен, тој не си става на себе си друга цена за својата себе си, освен дженнетот. Освен дженнетот. Значи, затоа требит нашата цел да биде ел дженна. Не значи интереси на дуњалокот и други слични работи. А потоа велит пегамберот салаллаху алейхи ва селам, не се случува да се соберат луѓе, односно еден народ во една од Аллаховите куќи, освен, значи, да бидат да им слези над нив есекина, значи она есекина спокојност. Значи, тие ги опфаќат спокојност. Значи, душевен спокојност. Што денеска многу луѓе го бараат тоа. Значи, луѓе, значи, одат по доктори, одат по болници и што ти знам други места, крај на света бараат душевна спокојност. Тоа не може да се достигне, таа душевна спокојност, со пари, со позиции, со облека, со скапи работи, не се достигнува таа душевна спокојност. Таа душевна спокојност само се постигнува со целосна покорност спрема Аллах субхана ва таала и да го поминиш твојот живот во покорности. Како ше примерот тука, значи, да се собериш, да одиш во Аллаховите куќи и да учиш тука исто Аллаховата книга, да учиш, значи, од страна на теџвидот, да учиш значајностите на Куранот, значи не само да се фокусираш на теџвидот, туку исто она што е многу што е поважно, а тоа е да го разбериш Куранот, да го разбериш Аллаховиот говор и да го ставиш значи во пракса, и тие луѓе, значи, ги опфаќат исто Аллаховиот рахмет, Аллаховата милост и ги обкружуваат мелаика, значи мелачината. Сето ова значи е
почестување за нив. Значи, за оние луѓе кои се собираат во Аллаховите куќи и го учат Аллаховата книга, сето тоа е, значи, почестување за нив. И се гледа тука, значи, вредноста за тие дела кои тие ги прават тука. На потоа, Имам Уфемин, рахимахуллах, спомнуваат неколку придонеси од овој хадис, а тоа е, велит Имам Уфемин, рахимахуллах, дека совршената правда од Аллах субханаху ва таала. Зошто? Зошто од правдата Аллахова која е совршена, да неговиот роб, да човекот, да биде награден спрема своето дело. Како е тоа? Тоа го учиме, значи, од првите зборови на пекамберот салаллаху алейхи ва селем во овој хадис, кој му отстрануваат една тешкотија на еден муслима, значи во дуњалокот, до крај на хадисот тука, што значи исто така ќе му биде немо отстрането, значи тешкоти во дуњалокот и во ахиретот. И тоа е, значи, осовршената правда на Аллах субханаху ва таала. Исто, Имам Уфемин, рахимахуллах, кажува тука, во врска за олеснување на верникот. Значи, ако тој е во тешкоти, во борч, велит Имам Уфемин, рахимахуллах, ако е правото, значи тој борџот кој тој го должи, се поврзува директно со тебе, тогаш ослободувањето, односно олеснувањето на него е ваџиб. Ако се поврзува тоа право со трети човек, значи со сосема трети човек, не со тебе, тогаш е мустахаб. Тогаш, значи, да завлезиш ти во трети човек, тој иде кај тебе, се пожалува дека има со трети човек борџо и слични работи, тешкоти, тогаш е мустахаб, значи посакано. Велит Имам Уфемин, рахимуллах, дека јелтемису фихи илмен, значи оној кој земат еден пат, а со тој пат сакат да учи знање, шеријатско знање, велит Имам Уфемин, рахимуллах, јелтемису фихи илмен, овде имат ишарет, содржуваат овај збор од пекамберот салаллаху алейхи ва селем, содржуваат дека тука тој треба да има искраен ниет, искрајна намера. Значи да биде во неговото барање искраен. Значи тој не бара тука со неговото знање лицемерие, не бара тој со неговото знање позиции, не бара со неговото знање да биде пофалуван кај луѓето, да стане познат меѓу луѓето, не. Сето тоа тој искрајно само за Аллах субханаху ва таала го бара тоа и го истражува тоа знање. Значи со искрајност, со целосна искрајност само за Аллах субханаху ва таала, за никаков други интерес од дуњалокот. Што е многу важно за да има човекот, успех и да имат плодови во неговото знање, треба да биде, значи, само чисто заради Аллах субханаху ва таала. Зашто може би имат многу луѓе што учеле многу и што читале многу, но нивниот ниет е расипан ниет, не е искраен ниет, Аллах субханаху ва таала
не им дал беричет во тоа знање. Не им дал беричет во тоа знање, зашто намерата за знаењето не е намера и цел за да покажуваат другите луѓе со показалецот кон тебе и да добиеш дуњалочки позиции и да станеш богат и други слични работи. Намерата треба да биде да го очистиш себе си од незнање. Иако може би за тебе нема да се слушне и да се дознае. Ти себе си свој да го очистиш од незнање. Тоа се бара, значи, тоа се барат од нас. Тука зборот, значи, од пекамберот салаллаху алейхи ва селам, оној кој одите еден пат, оној кој кренал еден пат, тарик, тој патот имат, значи, значајност тој патот, значи, конкретно и душевно исто. Конкретно, значи, ти да вистински да земиш, да се спакуваш, да земиш авионот, да земиш колата, да земиш други средства и да патуваш за знање. А исто душевно, значи, гледано, односно морално, да ти да бараш разбирање и сваќање на тоа знање. Значи, не само да меморизираш, туку и да имаш разбирање. Да имаш, значи, тоа знање да го разбираш со потполно целосно разбирање. Зашто може би имаат луѓе што имаат многу знање, но немаат разбирање во верата, немаат сваќање. Не им дал Аллах субхана ва таала фиқх, ал-фиқху фи дин. Зашто како вели пекамберот салаллаху алейхи ва селам, мен юридиллаху бихи хајран, юфаққихуху фи дин. На кого Аллах таала му го сака доброто, му дават фиқх, му дават разбирање во верата. Исто вели имам Уфемин, рахимахуллах, дека задолжно е за муслиманот да се побрзуват, да побарзат во барање на знаење, во барањето на знаење, да побрзуват и да бидат во тоа барање сериозен и да се трудит. Значи, да бидат во барањето на знаење сериозен и да се трудит. Зашто има луѓе што се трудат за дуњалочки интереси. Даваат од себе си максимално. Но ти биди од оние кои се трудат во барање на шеријатско знаење. И немат поголема чест од честа да бараш шеријатско знаење. Да учиш Аллаховата книга, да учиш сунетот од пегамберот салаллаху алейхи ва селам, да учиш зборовите од сахаба ридвануллахи алейхим и така натаму. Значи немат поголема чест. Тоа е врвот на дуњалокот. Врвот на дуњалокот. Потоа, на крај вели имам Уфемин, рахимахуллах, дека човекот не треба да се како се велите, да се преварит, не сме човек да се преварит поради неговото потекло. Значи не сме човекот да биде да се изненадит и да мисли, значи, добро за себе си поради тој што од некој си потекло и некој си корен познат и угледан
i taka тоа ќе му придонесуваат нему исто кај Аллах Таала. Не. Повеќе што се барат од него и за него, да тој да се грижит за добри дела. Да извршува добри дела. Тоа се барат од него и за него. Да се грижит за да учинуваат и да извршуваат добри дела, за така со тие добри дела да достигнат високи степени во верата. А не да се, значи да мислит, јас сум од тоа и тоа семејство, од тоа и тоа потекло, и што ти знам јас од тој и тој град, од таа и таа населба, и што ти знам ја други работи, и тоа мене ќе ми придонеси нешто. Не, никако. Она што му придонесуваат, она што го крева човекот, се неговите добри дела. Се неговите добри дела. Потоа го спомнуваат Ал-Хафиз Ан-Навави рахимахуллах, хадисот 37, Ал-Хадитhu Ас-Саби'у Ва-Thalathун, значи хадисот по број 37. А тој е عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال. Овој хадис го пренесуваат Абдуллах ибн Аббас радијаллаху анхума од посланикот салаллаху алейхи ва селем, а посланикот салаллаху алейхи ва селем го пренесуваат од својот господар, значи од Аллах субханаху ва таала, што значи дека хадисот е хадис кудси, кој велит Аллах таала: инна Аллаха катаба ал-хасанат ва саййиат, thumma bayyana dhalik. Аллах субхана ва таала ги имат напишано добрите дела и лошите дела. А потоа имат и објаснато: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Кажува пекамберот салаллаху алейхи ва селем во пренесување од својот господар Аллах таала, да Аллах таала велит: оној кој сакат, односно кој се одлучуваат да прави добро дело, но не го прави тој тоа добро дело, Аллах му го пишува на него како едно добро дело потполно. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 10 hasanatin ila 700 ضعفin ila ad'afin kathira. А оној кој веќе се одлучува да прави добро дело и го прави тоа добро дело, тогаш Аллах таала му го пишува на него тоа добро дело со 10 повеќе и до 700 повеќе и многу повеќе од тие 700. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamila. А оној кој сака да направи едно лошо дело, но го остават тоа дело, Аллах му го пишува на него како едно целосно добро дело. Значи тој сака лошо да направи, но го остават тоа заради Аллах субхана ва таала, се оттргнуваат од тоа, тогаш Аллах таала му го пишува на него како едно добро дело целосно. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahida. Ако веќе се одлучил и го прави тоа лошо дело, го направил веќе, тогаш му се пишува на него едно лошо дело. Равахул Бухари ва Муслим. Пренесен е хадисот од Бухари и Муслим. Велит Шех Абдуллах Бухари, хафидахуллах, дека овој хадис содржуваат дека Аллаховата милост е огромна. Аллаховата милост е огромна. И затоа велит Абдуллах ибн Аббас радијаллаху анхума: уништен е оној човек кој едно негово дело го надминува 10 добри. Значи ти ако достигнеш
Значи, ова е многу, значи, значаен збор. Значи, уништен е оној кој едно лошо дело ги надминало 10 добри. Што значи, ако достигнеш ти со твоите лоши дела да ги надминат добрите, што ти ако едно направиш 10, ти се пишуваат до 700, а со другите само едно за едно се пишуваат за лошите, ако тие едно за едно ги надминуваат добрите, тогаш си, значи, уништен. Тогаш си, значи, уништен. Велит имам Уфемин, рахимуллах, thumma бейена залик. Значи, кога Аллах Таала ги напишал добрите дела и лошите дела, thumma бейена залика, потоа објасна, значи потоа објасна детално. Потоа објасна Аллах Субханаху ва Таала детално. Мен хамма, значи оној кој посакуваат, кој се одлучуваат да правит едно добро дело. Значи, велит имам Уфемин, рахимуллах, ова не значи само тој со себе си, значи во себе нешто, значи говор со себе си. Значи нешто ти помени тебе во умот твој. Не е доволно ова. Туку овде се подразбира за ти вистински посакуваш и се одлучува за тоа добро дело. Значи она со намера, но иде нешто те спречува. Како велит имам Уфемин, рахимуллах, сакаш ти салатут духа. Салатут духа да клањаш и веќе си се одлучил и поради тоа имаш земено и абдест, но иде човек на врата ти чука и ти велит ајде да одиме на тоа и на тоа место. Ти веќе, значи, беше спреман пред неколку мигови, значи сами мигови, за да го направиш тоа дело. Но дојде таа работа, таа препрека и заминати. Ова е значи мен хамма, кој посакува, значи. Не само нешто ти помени низ главата, туку ти вистински, значи, вистински се одлучуваш, значи, да го правиш тоа дело, и ако не го направиш, тогаш ќе се пишуваат едно целосно дело. А ако го направиш, тогаш 10 до 700 и до многу и многу повеќе. Сето тоа, значи, покажува тука Аллаховата милост спрема своите робови. И велит имам Уфемин, рахимахуллах, дека некогаш достигнуваат добрите дела до 700 и повеќе, значи севапи, односно за добри награди. Ова работа, за да достигнат тие 700 и повеќе, се е поврзано со Аллаховата волја. Значи тука колку да сакат, значи Аллах Субханаху ва Таала. И вели шейх Салих ел-Лухайдан, рахимахуллах, дека ова за вмножување на севапите, на добрите дела, тоа се враќа назад до кај иманот од човекот. Секогаш кога иманот од човекот е појак, повеќе неговата награда поголема. Значи, што повеќе неговиот иман е посовршен и појак, така исто се и неговите награди. Исто шейх Салих ал-Шейх, хафизахуллах, вели во врска со ова исто, значи, се враќаат назад кај знаењето од тој човек кој го прави тоа дело, значи знаењето него, шеријатското знаење и неговата волја за ахиретот. Значи, за ахиретот. И затоа вели шейх Салих, хафизахуллах, така беа сахаба ридвануллахи алейхим. Сахаба, значи, има знање, врвно знање и врвно разбирање за оваа вера и има жестока волја за ахирет. И тоа беше што направи да нивните награди да бидат огромни.
Значи нивното знање и односно разбирање тука се содржуваат и нивната волја, врвна волја и жестока волја за ахиретот. Тоа стана значи причина за да добијат тие, за да бидат наградени со огромни награди. Но од Аллаховата правда е да човекот ако правит едно лошо дело, веќе го извршил, му се пишува само едно лошо дело, не повеќе. А од неговата милост да добрите дела ги множуваат. И ова Аллах субханаху ва таала, значи не има нас известено, и Аллах таала никогаш не го скршуваат своето обетување. И затоа муслиманот треба да биде цврсто убеден кога тој прави некое добро дело, да очекуваат големи награди од Аллах субханаху ва таала. А ако остави едно лошо дело, значи тој веќе се одлучил да го прави тоа лошо дело, но се потсетува на Аллах субханаху ва таала, се потсетува на Аллаховото знање и дека Аллах го гледат него и така натаму и го остава тоа лошо дело, тогаш за тоа има тој една целосна награда. Исто во врска со ова се може човекот да спомни, значи на почеток, во врска со овој хадис ал-Кудси, дека Аллах таала ги има напишано добрите дела и лошите дела од своите робови. Тогаш може човек да рече, па добро, кога е све напишано, тогаш нема потреба да се трудам, да работам, да чинам и така натаму. Но Имам Уфеймин рахимахуллах велит, прва работа, ти не знаеш што е напишано за тебе. Кога ти не знаеш што е напишано за тебе, ти се трудиш да го направиш најдоброто што може да биде. И зошто, велит Имам Уфеймин рахимахуллах, сакаш да се извлечуваш кога извршуваш гревови и велиш тоа ми е мене напишано, тоа ми е мене судбина, кадар. Зошто не велиш јас ќе правам добри дела и тоа мене ми е кадар? Значи зошто само во врска со гревови, во врска со заоставање на верските задачи, тогаш се изрекуваш и се ваѓаш себе си со дека тоа тебе ти е судбина. Зошто не се трудиш и да бидеш покорен спрема Аллах таала и на крај да речеш тоа ми беше мене, значи судбина. Исто велит Имам Уфеймин рахимахуллах, дека овој хадис содржуваат возвратување, односно пробивање против две секти, а тоа е Ел-Кадарија и Џебрија. Зашто Кадарија го негираат кадерот. Аллах таала вели дека има напишано тука добрите и лошите дела, дека имат кадар. Исто Џебрија, зашто Џебрија велат човекот нема своја слободна волја. А тука вели, значи, инхамма, кога некој од вас, кога некој од Аллаховите робови, ќе се одлучи за некоја работа. Значи, одлучувањето што е? Со негова волја. Ако немате негова волја, не може ни да одлучи. Така што, значи, овие две заблудни секти, тука се објаснува нината, значи, погрешност и излагање од вистинскиот пат на пегамберот саллаллаху алейхи ва селам. Така што сме и на крај, биидниллахи таала, во идниот дерс ќе учиме следните хадиси. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.